Со ова сакавме да апелираме неколку минути да малку ги контролирате дечињата што се отвараат, посебно малите, на нивните мобилни таблети кои што веќе им се во нивниот секојдневен живот. Така е гораз, да. И некако ни се наметна темава. Тебе нормално гостин си за игрите и за геймингот во Македонија, но ќе се надоврземе со разговор со овој прилог накусо, нели твое размислување. Верувам дека и ти ја имаш изгледано серијата, но ти си возрастен, над 15 години може да се гледа, но се повеќе мали дечиња се навлекуваат. Верувам дека тоа е заради оние розови бои, шаренила, нели? И заради тоа што почнува односно се заснова на игри, детски игри, кои што понатаму, нели, Прво, фала што ме... Добре дојде гораз, да. Па не, тука си известно време више си како, нели? 1-2 сата сме тука, више онака се распославме и јадење и се и пиење. Види, ја не мислам дека е заради боите тоа или заради песничката што збориш. Едноставно популарна е серијата, многу е популарна, најпопуларна во свет дојде. И се што е популарно стига на сите можни платформи и во цензурирана и во нецензурирана варијанта, така што цензурираните, односно детските варијанти ќе стигнат до сите деца, така да тука нема ништо возбудливо, ништо страшно. Проблемот е тоа што малку е побрутална целата таа изведба на тие елиминирање на играчи и тоа е, да, факт е дека за деца би било малце не пригодно, не вознемирувачко. Ама не е само проблем серијата како таква да што ќе видат, него затоа што дечињата се уште фала Богу во некои моменти, нели, кај нас во Македонија доцниме во се, па се доцни и со ова и се надам дека ќе задоцниме барем на оваа тема. Зошто? Дечињата, да речеме, во Британија, повозрастните дечиња ги ја играат со помалите дечиња и ги малтретираат. Па добро, кај нас други работи се играат за ги малтретираат помалите дечиња. Во принцип тоа е животот, тоа е циклусот кој се случува во основно, средно, факултет, после тоа одиш кај работодавач, па политика, и така натаму, нели, порано имало војска, сега тука малци избегнавме, бракот исто малтретирањето и тука го јадеш цело време. Работата е што оваа серија не е ништо посебно. Ја морам да кажам искрено дека едва и почнав да ја гледам, првите неколку епизоди ги заспивав, последните 2 епизоди ги убрзував. Ние веќе имаме виден оваков тип на филмови, Hunger Games, еден куп други, има Battle Royale, има еден многу стар филм јапонски кој што се бави со оваков тип на тематика, но сега е популарен заради тоа што одеднаш им се отвори тоа на еден куп тинеџери, млади луѓе кои што масовно почнаа да гледаат и така дојде до тоа. Јас искрено не сум многу загрижен за тоа, дека еве син ми 9 години дојде и керка ми 6 дојде и ја пеа песничката од серијата, ама не знаеа што е. И само знаеа дека ги убиваат. Добро, како постапи? Како совет за родителиве. Јас сакам само да потикнеме малку, барем да исконтролираат. Во принцип исто како што на времето постапува во врска со познатите јутјубери кои што сакаше да ги гледа син ми од кој ќе се вратеше од градинка, да речеме, или со GTA 5, например, кој што е релативно популарна меѓу млади луѓе, а стрикно пишува дека е над 18 години. Така. И на почетокот му давав да игра, да речеме, но после тоа видов дека тоа што го прави не е соодветно на него и го елиминирав. И он си го прифати тоа како нормална работа. За Squid Game дури имав идеја да им ја пуштам песничката, сцената, за да видат за што стана збор и дека не е ништо кој знае колку како што они го замислуваат, ама во меѓувреме заборави и веќе им е тоа на ниво на не. Едноставно поминало кај ни во школа, оне четврто деление поминало, да. Така што види, во текот на секоја година, може би не секоја година, секое тромесечие или секој годишна доба излегува по некој пост во однос на тоа, пазете си ги децата, во Америка се дрогираат со крокодил. Па после доаѓа ова опасна игра за децата во Русија е ваму и таму. Па лето доаѓа со ова деца гинат и тоа секогаш ќе биде и секогаш ќе се прави дали ред за популарност, ред за кликови, ред за као кликбейтови, ама тоа секогаш ќе се фура. Squid Game е серија која што е многу не толку брутална од други серии кои што децата може да ги добијат. Не е толку брутална дури никако игри кои што децата може да ги играат на нивните компјутери, мобилни и таблети или на гаджети, на што и да е. Но заради тоа што едноставно се крена толку голема фама, затоа е страшно во случајов. Ти да не знаеше дека постои Squid Game и да не се збори на секој можен медиум за Squid Game и да доеше дома син ти да си пееше песничка, немаше да те боли уво за тоа е некоја
Ја наменски почнав да гледам почнав серијата. тебе да те од сите Да. страни да те бомбардираат, сите можни медиуми, сите Така. можни постови, сите можни страни дека Squid Game и тебе ти направија параноја, мислам дека поише отколку тоа дека не ќе му помине тоа. Ја било, ја не било. Не, Така да види, не е толку лежерно како што Гораст објаснува и тука ја имам да Јас сум полемизирам, полаво ама во ќе ми однос отиде терминот од Squid Слушај, јас сум Game. малку Ти малку полабав си изгубил во- осета во- со игриве, да ти кажам Не, јас. не, јас малку сум полиберален во однос Или на малку ти се поголеми децата. не, или малку поише со игри се бавам долго време и можеби имам отприлика Епа, поише малку- печаток како на вистина деца да ги опипуваат работите, а како Да. малку ние си ги правиме у главата дека они ги ја им верувам на моите деца така малку тро. Добро, и јас верувам, Дека но нема моите да се дојде многу со нерви. помали и можам да влијам. Колку помали? Па 6 години. Тоа е керка ми, например, ја не се секирам дали дека ќе дое со леш од некој другарче заради тоа што играле Squid Game. Не за друго, не е доволно Колку има силна. керка ти? Шест. Не е доволно има? силна, не може да го пренесе. Да, па добро. Ај се. Тука завршуваме за Squid Готово, Game. Не се готово. согласувам со тебе. Не е добра толку серијата како што се прави, значи, ука-бука. Да внимавајте со децата, затоа што Внимавајте. не е толку лежерна работата, барем исконтролирајте што се има по мобилните. Само да, значи, дисклеймер на крај. Апсолутно треба да се внимаваат децата што гледаат и што играат и што прават. Тоа контрола, не сум сигурен дали е правилен збор, но вклучување во сите можни активности, вклучување што повеќе во активностите кои што ги прават на страна е, мислам дека една од клучните работи за да си има едно здрава целина и семејство дома. Значи бидете во тек со Не новото контрола, време. не пратење. Со новото време. Да, не хеликоптер парентинг што го викаат она да го пратиш со дрон негде, ама да знаеш со кој се дружиш, да знаеш што гледа, да знаеш тоа песничка што ќе дојде од што е, за да можеш да му објасниш. Да. И им објаснив дека таа не е за нив и дека таа е премногу брутална за нив и дека ќе им направи од тоа лоши емоции. И они веројатно си го сватија тоа како што сум го пласирал и фала Богу не напињаат веќе. Ајде малку за геймингот во Македонија. Тоа ни е впрочем и поводот за разговор, да видиме докаде е целата ситуација што се случува Hit me. на таа сцена, да. Ме интересира, имаме ли доволно добри геймери, имаме ли многу интерес за многу геймери во Македонија кои што нели и од хоби, кои што веќе се профи, кои што можат да не представуваат и надвор затоа што нели во ова ново време се разбира и игрите се спорт. Ќе ги одвојам прво одма сегменти да се знае бомбардирам со што прашања. е што. Кога ќе се каже гейминг подразбира играње игрици, информации во однос на игрици, пратење на Да. гейминг култура. Еспорт е друга гранка која што подразбира надпреварување во игрици за повисоки цели, нели Така. баш како спорт. Кога зборуваме за гейминг во Македонија, се направи во текот на годините од кога почнавме од пред 8 години со Джиджи, подкастот, се направи едно сериозно гейминг комјунити кое што е ептен, ангажирано, активно, на секое поле, во однос на дружење, во однос на комуникација, запознавање луѓе, собирање на места, продуцирање на контент, на содржина која што до претходно не се правеше. А во однос на еспортот и како имаме активни организации на полето на Македонија кои што работат на тоа поле, кои што не представуваат на еден куп национални и светски турнири и организации. Имаме неколку веќе познати атлети, атлети како што се Мартин Саздов од Свети Николе што беше во Дота, годинава за жал изгубија во четвртфиналето, не стигна иако беа фаворити. Го имаме Цаца Нито кој што моментално подпиша да биде капитен на Counter Strike тим во Дубај за еден таков мрсен спонзор убав. Имаме уште неколку луѓе кои што играат и други игрици, но во тоа поле исто така сме условно кажано конкурентни, но не сме конкурентни во однос на поддршката во тој сегмент во однос на Спонзори, финансиска. Па спортови, па таков тип, знаеш, тоа е секогаш секогаш ние каскаме онака со години додека да сватиме нешто што ќе се случи, од кога ќе се случи, тогаш пробуваме да си ги налепиме сите заслуги. Не јас, значи тие што треба да си ги налепат сите заслуги. Но фала Богу, тука е малку полесна работата, поготоа допринесе на тоа да олесни и ковидот заради тоа што неколку големи турнири веќе се игра онлайн, па само тамошните гранде турнирите, финалинијата се игра на лице место, така да малку е полесно во овој аспект да се стигне до негде ако навистина имаш талент. Но конкретно еспортот е многу проклета професија, односно проклет спорт заради тоа што најубавите години кога треба да ги посветиш на дружење, на зезање, на излегување, на истражување, ги посветуваш на играње и тоа не е тренинг, фудбал или нешто кое што трае 4-5 сата. Овдека немаш граници, овдека секој ќе биде подобар тој што ќе игра повеќе од тебе.
во фудбал, во друг спорт, значи имаш едноставно физичка истоштеност, овдека таа физичка истоштеност трае подолго заради тоа што ментално си напнати. Тие тренинзи траат по 8, по 9, по 12 сати и тука е малку проблемот во однос на овој спорт, што мислам дека е многу голема жртва, преголема жртва во однос на тоа што можеби би добил. Така сакав да го почнам разговорот, но нели се каша попара со Squid Game. Да, ме врати. Да, па ајде да те прашам. Нели како актер, тебе не ти како успеа да бидеш во текст со игрите и да посветиш толку време нели на игри, мораш да посветиш за да бидеш во текст со тоа, а при тоа треба да се посветиш и на актерството, односно нели да подготвиш представа, филм и така натаму, кој што исто така зема многу време. Многу филми, многу не снимам. Да, со тепа од филмови, да. Види, нашата професија не е баш добар репер. Дали најде на таков проблем каде што нели се треба и ова да го следаме? Месец ден, например, или два на представа од сабеле до вечер и после тоа имаме луфта од еден месец да речеме до следната представа, кој што имаме само вечерни проби. Тоа значи дека претходниот дел од денот ја можам да се посветам на себе, на физичка активност, на гейминг, на такви работи. Така што, но други професии веќе е проблем. И тоа зборам, значи, ако правиме муабет за еспорт како професија, тука нема веќе странична професија. Тука си или тоа, или смрт. Нема веќе нешто друго кое што можеш да комбинираш. Ај прво на работа ќе одам, па после ќе одам, ќе поиграм уште 8 сата. На едно место ќе кикснеш и тука нема успех. Ако збориме за геймингот, за човек кој што е ентузијаст, кој што сака да прати информации, кој што сака да игра игрици, добри приказни, мултиплеер некои луѓе, повеќето луѓе играат, комуникација со луѓето, тоа е знаеш како кога ќе седнеш со другари и зборите за некоја работа која што ви е многу интересна и многу јака и сатите вака поминуваат и времето вака помина, атмосферата е феноменална, не броите колку луѓе се, едноставно збориш за нешто кое што сакаш, тоа е гейминг комјунитито што се случува кај нас. И тука веќе не броиш време, не трошиш време. Ова е време кое што е заработено и кое што е правилно искористено. Така е. Ќе се надоврзам на тоа. Не ми броите време, на слушалка ми бројат време, уште колку имам. Ќе си зборуваме, пошто со Горас нема крај. Одиме вака поред. Ајде прво за подкастите, односно за твоите YouTube канали. Прво сакам едно видео да видиме, го има можност да се види на твојот YouTube канал, нели? На буквата И ти е крстено, каде што имаш ретроспектива од овие 8 години, нели, што се случувало во студиото, е поврзано со буквата И. Даку со режија само да го видиме. Ајде. Еве го, 7 години. Видеото. Ова е сите 7 сезони и почетоците на емисиите што сме ги имале, затоа што од втората или третата епизода почнавме со И добре дојдовте, и така тоа ни стана и денес ги имаме сите тие И во епизодите. Може да видиш дека имаме како ни растел, нели, гледаноста, така ни се зголемувало и квалитетот на продукцијата и студиото. И имаме правено скара во студиото внатре за 1 мај кој ни се погоди епизодата, инаку е секој понеделник од 9 часот на gg.mk во живо одиме секој за да можеме да збориме со луѓето. И едноставно ова беше по повод финалето за 7-та сезона, односно лани, кога го завршиме следната сезона, која што ја на пола ја почнавме од дома стримови, нели, затоа што фати ковидачата, и ги зголемивме бројот на стримови, пошто се осеќавме должни да и ние некако помогнеме на тој, нели, затворен систем кај што луѓето веќе почнуваат малку и ментално да се расклимуваат, и така наместо еден стрим неделно правевме 7 стримови неделно. Па имавте и поише време, верувам. Да, и поише време и луѓето едноставно сака и убаво беше. Тоа не бе во ваков формат баш онаков како што е емисија, нели, за информации. Туку беа повеќе и муабети, повеќе и дури ментални муабети, да се направиш муабет со луѓето и они да се направат, да се осетат дека не се сами, така да и ние се осетивме, нели, должни да го направиме тоа. Така се, gg.mk е официјалната веб страна, така, GG, како сакаш кажи. GG. GG Гораст е нов YouTube канал, кој што ти е нов од пред известно време, ќе ми кажеш што ќе можат да видат таму, затоа што по друга страна го имаш овој стариот GG.mk YouTube канал. Подели ги работи. Се случи GG.mk си е уствари онлайн гейминг телевизија која што има желба
уште од првата сезона да прерасне во целодневна телевизија на која што ќе има гейминг подкастот што го имаме ние, ќе има луѓе што ќе играат board games, ќе има луѓе кои што ќе се зборат за хардвер, луѓе кои што ќе играат handheld игрици, значи тоа да биде буквално нетворк цел. Цела мрежа во едно. Да, цела мрежа за гейминг, за стрипови, за субкултура, за филмови Marvel, DC, се што може да се влезе, екшн фигурс и такви работи. Но ние иако игравме игри, немавме каде да ги зачуваме сите тие сати, илјадници сати гейминг. И сега кога малку почнавме подобра соработка со PlayStation конкретно, и тоа зборам с PlayStation Македонија и PlayStation Јапон, должни сме да сите тие плейтруа игрици кои што ги играме да има негде поставено за да може да се видат, за да можеме ние рецензија некаква, така? Да некако можеме да влијаеме на тоа дека во моментов ја немаме Македонија на картата на PlayStation како регион. Тука мораме да правиме вратоломни перипети за да добиеме акаунт. Имав и ја таков проблем и сите оние кои што се обиделе да се логираат. Немаме македонски картички кои што може да плаќаме, значи легално да можеме да си платиме, да си купам игра. И сега тоа е малку еден затворен проколнат круг кај што они викаат вие немате бројки, ние викам имаме бројки, немаме кај да ги доловиме. И сега овој тип на соработка е многу важен да се зголеми и затоа го отворив каналот ГГ Гораст. Би ми значило многу доколку сите што го гледаат тоа направат subscribe, исто Instagram ГГ Гораст, за да можеме да кренеме awareness дека има повеќе луѓе, повеќе поактивна е заедницата и да можеме некако да ги притиснеме, условно кажано PayPal, мислам PayPal не може да ги притиснеш или Sony, но едноставно да им дадеме малце на значај некаков интерес дека и оваа земја има корисници, да. Знаеш, иронијата е што Луксембург има 6.000, а прават 10 пати повеќе промет од Македонија. Македонија многу повеќе прават промет, ама тоа не може да се изброи доволно да статистички да влезе во ова. И затоа е отворен ГГ Гораст, каде што ќе има walkthrough од типот на како да отворите акаунт, нели во овој темен период, сив период. Да. Плейтруа на игри, значи една игра фаќаме од почеток до крај. Стримовите обично одат во живо на ГГМК, а на ГГ Гораст на YouTube ги имате видеата, си ги изгледате кога ќе сакате. Подоцна совети, информации од типот на вести од гейминг и така натаму. Тоа е планот да стане ГГ Гораст на YouTube. Добро, и верувам дека ќе стане. Ќе стане сега, дали за 20, дали за 50. Не, дена? Види, работата е што јас не ставам контент на тој канал како јутјубери. Јутјубери имаат многу гледаност. 10, 20, 50, 100.000, милион ќе направите ги наши вешта. Добро, ама друга е содржината на јутјуберите, така да тоа не е друга тема. Да, тоа е друга публика. Пошто овде си културен, така да не очекувај толку бројки. Да не ми замерат исклучоците, нели, одма ќе ме фатат за... Океј, ајде сега ГГ Гораст да ми кажеш топ 3 игри според тебе најдобри во моментов кои што би требало да се играат, а ние ќе ви ги пуштиме во минута време како трейлерчиња за да може да ги прокоментираме. Одиме топ 3 игри според Гораст најдобри во моментов. Така, значи јас ги избрав нови игри кои што може да ги играте, е The Last of Us вториот дел, Part 2. Тоа е еден ролер костер емотивен, една приказна долга која што мислам дека никој човек нема да остане рамнодушен. Дури и тие што ја мразат играта, ја мразат заради тоа што не ги остави рамнодушни во однос на првиот дел. Ја имате на PlayStation, ја би препорачал да играте на PlayStation 5 затоа што има пач. Играта изгледа феноменално. Таа реалистичност, тој реализам што го имате е неверојатен и повторно кажувам да не ја доближувате до деца под 18 години. Тоа нагласи го, добро. Може би 3 пати побрутално отколку Squid Game. За среќа деца млади не ги интересира толку ваков тип на игри затоа што ова е едно искуство, не е само да седнеш и да изиграш 15 минути или саат време, или ова е игра за сам, за да влезеш, да изиграш по саат, два, да те држи месец дена и кога ќе заврши играта, да ги гледаш кредитот онака со една фаца замислена и тажна и со една длабока празнина во душата. До следната игра. Sekiro Shadow Die Twice е типот на игра, тоа се солус игри која што го вади најлошото од тебе, а тоа е те казнува на секој погрешен потек и секоја казна те враќа буквално на почеток. И се мораш да преиграш од почеток. Од тие игри ли е? И ова е една од игрите кои што ги мразев до пред ковидачата. На ковидачата што изиграв многу игри, имав доволно слободно време и бев од тој емотивен момент. Решив да изиграм една ваква игра, Bloodborne беше првата, и сватив дека во моментот кога ќе ме истренира како пес, како милениче дома, веќе не е играње, туку е танцување со контролерот. И ова се што го гледате изгледа како стварно да сте таму, како стварно навистина да тудира, да дефлекташ, да враќаш, да пушташ магии и е плюс играта изгледа феноменално.
Оваа игра е нова итерација, нова реверзија и претходната значи беше над 18. Ова е нова итерација на Doom, позната игра од 82 година. Тоа е почетокот на, односно втората или третата игра за почетокот на 3D first person shooter игри, значи игри во прво лице. Ова е 2016 година кога имаше огромен ремейк на играта и конечно го доби тој момент да можеме на нормални, на нова технологија, нова генерација компјутери да играме со ист жар и кеф како што игравме во 92-а, 90-та, 87-та и така натаму. Би ја препорачал за сите што се над 18 години, значи над 18 години. Така, и само, пошто нема да имам време трейлерите да ги пуштиме и во видео Нека содржина да чекаат ги погледнеме Horizon Zero Dawn на PlayStation 5 као задолжително, нека чекаат Sifu, една карате игра задолжително и јас уште една таква игра која што го вади најдоброто или најлошото од себе, а тоа е Elden Ring која што излегува. Сите овие игри, иронијата е што излегуваат во февруари. Така што февруари ќе биде месецот на Господе помилуј. Јас знам што ќе биде февруари. Месец на развод. Доаѓаш, тоа да, во 7 доаѓаш на утреска, си ставаме PlayStation и почнуваме, ги редиме до 11, така успееме нешто да завршиме. Вие терете си, па пушти ваму, па къснете си малку, па вратиме. Февруарите чекам во студио пак. Фала ти и толку имаме од време. Фала ти и тебе, секогаш е задоволство да се направи муабет и да се потроши толку многу зборови, да се искористат зборовите овде. Успеси. А не ли интересно? Да, со внимание ви го изслушав. Вако треска правиш. Значи може ли да крупњак да добијам? Не сум Кај Горас, компетентна да зборувам на оваа тема. Немам џојстик фатено во рака и не би го кажала мојот став Горас по ова прашање. Сеќа ни долом како изгледаше додека седеше таму, евака. А така изгледаат и од режија. Завршуваме и утре 5 до 7 повторно ве чекаме на Телма. Нема време, пробивме и во вести и во цела програма понатаму. Се гледаме утре, поздрав.